Почитувани новинари, би сакал да кажам дека денес протестот го држуваме пред Министерството за надворешни работи, затоа што ова надворешно политичко прашање поврзано со можните дополнителни отстапки од Македонија кон Бугарија ги засега и министерот Буер Османи, премиерот Заев и вице-премиерот Никола Димитров, кои што беа личностите што пред 3 години не убедуваа дека сме почнале преговори со Европската унија, а гледаме дека и ден денес тоа не е случај. Истите тројца беа промотори на референдумот на кој што ветуваа дека Македонија ќе стане членка на ЕУ, но далеку сме од таквата ситуација. Затоа повикуваме до институциите, особено до Заев, Димитров и Османи, да се појават пред собранието како дом каде што се наоѓаат народните избраници и таму на граѓаните преку пратениците и на јавноста да им објаснат за кои дополнителни анекси се разговара по однос на договорот со Бугарија. И зошто јавноста беше излажана во 2017 година дека договорот со Бугарија ги решил сите македонско-бугарски спорови и го отвара патот за ЕУ. Гледаме дека тоа не е вистина и сметаме дека таа вистина Заев, Димитров и Буер Османи им ја должат на граѓаните, на собранието и на јавноста. Тоа би било се што имам да кажам. Доколку има прашање, повелете. За викендов ВМРО ДПМН ќе има своји активности во Битола со Унијата на млади сили и таму ќе одржиме една годишна конференција. Од следната недела зависи од власта какво поведение ќе има, ако продолжат да бидат таинствени, конспиративни и не сакаат да споделат со јавноста за какви тајни анекси се преговара со Софија, тогаш ќе имаат одговор како што има и до сега. Се надеваме дека ќе имаат демократски капацитет да покажат дека пред јавноста, собранието и граѓаните нема работи кои што ги кријат на штета на Македонија. Благодарам многу.